Помошник државниот секретар за европски прашања на САД Викторија Нуланд утрово ги посети бегалците кај Идомени. Во кратката посета Нуланд се сретна со локалните власти, представници на УНХЦР и лекари без граници, кои ја информирале за ситуацијата во кампот, каде по затворањето на Балканската рута останаа заглавени илјадници бегалци. Нуланд од Идомени стигна во Гевгелија. Во транзитниот центар Винојуг се сретнала со директорот на Бирото за јавна безбедност Горан Чесавовски, со кого разговарале за избегнување на тензични ситуации долж Балканската рута, регистрацијата на мигрантите, но и продлабочување на соработката во справување со миграциските текови за сите земји засегнати од мигрантската криза. За сега во Идомени нема промени. Бегалците се повлечени од граничната линија. Се помалку се доближуваат до оградата за да бараат отворање на границите. Најголема врева прават премрзнатите дечиња, репортерските возила и новинарите кои будно ја следат ситуацијата со мигрантско-бегалската криза. Сликата во Идомени е жална, но и очајна. Во мизерни услови се наоѓаат повеќе од 15.000 луѓе. Сите шатори се под вода, бидејќи веќе втор ден без престан врне овде. И покрај затворениот проток и лошото време, во Идомени и понатаму пристигаат нови мигранти. Некои од тие што подолго биле во кампот одлучуваат да се вратат во Атина. Но никој нема намера да оди во Турција. In Idomeni 14 days. And in Greek 24 days. In Greek 24 days or 25 days. And what say you? You can cross Macedonia border? I will tell you, no, I don't want, we cannot close to Macedonia borders. Just I will tell all the people here. I told them, don't go to Macedonia, don't go to Europe. Greece people is very nice people. The Greece people there is very nice people. Really. Stay in Greece. I told them. Преминот кај каменот 59 и понатаму е под силно полициско и воено обезбедување. На македонска територија веќе трет ден нема пропуштено ниту еден мигрант.